Па и ќе месиме, ако дојде време ќе месиме. А лебо? Нема потреба за качување. Се уште не се знае по која цена од септември ќе се продаваат лебот и белите пецива, бидејќи не е утврдено по која цена ќе се откупува годишната пченица. Како што велат штипските пекари, во моментот нема промени и цените остануваат исти. Иако периодот пред нив е неизвесен, пекарите велат дека евентуалното поскапување на брашното за 2 до 3 денари нема веднаш да значи и повисока цена на лебот и белите пецива. За сега, значи, нема да има промена во цените на производите од пченица, односно на брашното, остануваат исти, така да се чека откуп, но имам информации дека производителите на пченица за сега не ја даваат пченицата, чекајќи по голема цена, бидејќи откупната цена се движи од 11 до 12 денари, тие бара 15 до 16. И сега тука се шпекулира и се чека дали време, дали нешто има најава и од владата дека ќе се дават субвенции по 3-4 денари од килограм, меѓутоа сето тоа се спекулации, уште нема ништо официјално. Цената на брашното е незначително во цената на конечниот производ, односно на лебот. Ние имаме други трошоци зголемени, како што се плати и трошоците за енергија, така да и да се зголеми цената на брашното за денар 2, па дури и 3, нема да има промени на цената во конечниот производ, во цената. Како што рече пекарот Малинов, официјалната цена ќе се знае наскоро, веднаш по летните одмори. Рече дека се зависи од тоа како ќе се движи цената на берзата на пченицата. Кога ќе завршат одморите, септември веќе ќе се знае која цена ќе биде откупна. Сега се уште сите шпекулираат и чекаат времето да го покаже тоа. Значи 11 до 12 денари за откуп на пченица е на селаните и на производителите им е многу мала, ниска цена, тие чекаат поголема цена. Се зависи, значи не зависи нас туку како ќе се движи цената на берзата на пченицата. Од таму е појдовна точка и ќе видиме како ќе се тоа одрази на цената во Македонија на пченицата, на откупната цена, па тоа и на леб. Евентуално ако цената на лебот и белите пецива повторно се зголемат, анкетираните граѓани во Штип велат дека ќе почнат да месат леб дома за да заштедат финансии. А лебо? Нема потреба за качување. Кој е ден ќе прекара, нели? А ако е повеќе фамилиичка е тешко. Давниста е многу скапа. Ако отидеш ти ладарката, вреде како едно време да напуниш торбата, да, али сега не. Тоа нешто ќе месиме, нешто и така ќе. Исто ти да ги струе и то, така да, па дома ги си го прави, нема да си го правиме. Па да ти кажам скапо е. Гледајќи како се качува скапо е. Само лебо, се качува на здрави живот, па сме живи. Колку има толку? Не, си продолжам да купувам, не трошам многу леб. Така да еден леб, а кој како сака. Ко продолжам? Што ќе правиме? Не е само на лебо се качува секој ден. Капија, парата нема никаква вредност. Платите се мали, на сите општо. Нека се качи, па нека работат за неделја да видат како се работи. Штедеме ќе остане ако нема. Инаку засега сите чекаат да се види по која цена ќе оди пченицата. Па од тоа ќе зависи и што ќе се случува со цената на лебот и белите пецива. Повеќе ќе се знае по летото, кога ќе се расчисти целата ситуација.